Би сакале да ви информираме дека ние како пратеничка група на Левица денеска или најкасно утре ќе поднесеме измени на два постоечки закони, кои што практично може да се каже дека имаат иста цел, затоа и ги поднесуваме во пакет. Целта е да се олесни финансискиот товар и врз физичките лица и врз малите економски субјекти, практично семејните бизниси, занаетчи, регистрирани земјоделци и останати. Првата интервенција која што ја предвидуваме е во Законот за поврат на ДДВ на физички лица. Практично максималниот износ по физичко лице на тромесечие го зголемуваме за 100% од 2100 денари на 4100 денари. И за да биде ова достижно, секако ги зголемуваме и процентите на поврат на ДДВ при скенирање на сметките преку Мој ДДВ апликацијата. Односно предвидуваме зголемување за македонските производи од 20 на 40% поврат на ДДВ и за останатите од 10 на 20%, со што оваа политика би добила една реален импакт кон подобрување на семејниот буџет на граѓаните. И втората интервенција ни е во Законот за ДДВ. Практично интервенираме во насока да се зголеми максималниот праг за ДДВ обврзник, кој што на Македонија е највисок во регионов и тој изнесува 2 милиони денари. Тој праг е донесен, односно поставен во некои си други економски услови. Инфлацијата го направи навистина безвреден. Со тоа ние сакаме да го дуплираме истиот од 2 на 4 милиони денари на годишен промет. Само тогаш кога ќе надминат 4 милиони денари, фирмите да бидат задолжително регистрирани за ДДВ обврзници. Со оваа мерка сметаме дека малку од малку ќе го растеретиме товарот на даночниот систем, кој што во овој момент со овој даночен систем непропорционално е распределен во однос на големите конгломерати и фирмите, кои што од друга страна, за разлика од малите фирми, имаат еден куп даночни олеснувања и други субвенции. Со ова сметаме дека дополнително ќе се подобри конкуренцијата на малите економски субјекти, ќе се растерети нивниот товар, а мислиме дека ќе се растерети и товарот на самата институција на УЈП, затоа што навистина некогаш административните трошоци и на УЈП и на овие мали субјекти, мали економски субјекти се пропорционално многу поголеми од даночните обврски. Секако дека ќе се ослободат со ова и од непотребните бирократски лавиринти низ УЈП. Практично со овој пакет ние и би сакале да отвориме една суштинска дилема за даночниот систем во Република Македонија, а тоа е навистина кој го носи товарот на даночниот систем во Република Македонија. Нашиот став е јасен дека непропорционално е распределен товарот кога се компарираат малите економски субјекти и големите бизнис компании. Истото важи и за профитите, истото важи и за придонесите и од научувањето на доходот. Така да во иднина ќе продолжиме со други мерки од овој тип, све со цел да даночниот систем стане прогресивен, а не како сега. Благодарам. Ако имате прашања, провелете. Видете, јас не сум многу запознаен со тоа, затоа што претседателот Апасиев ја води комисијата и не сум и член на комисијата. Но проблемот е што владеачката партија го саботира процесот на анкетната. На почеток едва се изборивме да има анкетна комисија
Сега дојде време да заклучоците ги саботираат, но верувам дека во најбрз можен период истите ќе бидат официализирани и ќе бидат практично ставени пред пратениците, односно пред комисијата да истите ги изгласаат. Па секоја година тоа се прави. Практично мислам дека за 200 до 250 евра зависи од кој, пошто неколку закони се кои што ги третираат различните функционерски позиции. Видовме во јавноста дека обвинителите и судиите се против ова, но ќе видиме каков ќе биде, веројатно они ќе го обжалат ова решение на Уставниот суд, ќе видиме каков е исходот од тоа. Да, се согласуваме со тоа, но сепак мислам дека ова е издувен вентил на владеачката партија за да не ја зголеми минималната плата. Тоа е од суштинска важност, сметаме дека тоа треба подхитно и што побрзо да биде донесено.